Добро вечер во централното информативно издание на Еден ТВ. Дневникот го почнуваме со дел од најавите за содржините кои што ќе имате можност да ги проследите во ова информативно издание. Една од информациите е одлуката на министерот за здравство Венко Филипче, кој вели дека ниту едно дете нема да биде примено во градинка и во училиште доколку не е вакцинирано. Министерството за образование пак е повоздржано по однос на ваквата одлука. Вели според уставот секое дете задолжително мора да посетува настава и вела дека во наредниот период ќе настапат со препораки за задолжителна вакцинација. Има и други вести, се разбира. Мој гостин во Дневникот ќе биде Симонида Кацарска, директорка на Институтот за европски политики. Со неја ќе разговараме за тоа докаде е Македонија со исполнувањето на реформските процеси неопходни да се добие зеленото светло од Европскиот совет во јуни за почеток на преговори за членство во Европската унија. Останете со нас, почнуваме веднаш. Останете со нас. До крајот на мај, обвинение за организаторите на 27 април, најави Русковска. Продолжуваат разговорите за законот за јавно обвинителство. Граѓанскиот сектор може да помогне, но не и да ги води преговорите со Европската унија. Министерството за внатрешни работи истражува дали има случаи на самоповредување поради предизвиците Синиот кит и Момо. Без вакцина нема ни училиште. Спасете го светот како што сакате да ја спасите катедралата Нотр-Дам, повика малата швеѓанка Грета Тунберг. Шефицата на обвинителството за организиран криминал и корупција Вилма Русковска најави дека обвинението за организаторите на нападот во собранието на 27 април ќе биде подигнато најдоцна до крајот на мај. Таа вели дека голем дел од сведоците се сослушани, а во тек е сослушувањето на осомничените. Добар дел од сведоците кои планирав да ги сослушам, ги сослушав. Оваа недела тече распитот на обвинетите. Следната недела веројатно ќе се договорам со одбраната да извршат увид во доказите, а исто така ќе видам ако треба уште некој сведок да се сослуша, пошто ќе ја привршувам веќе истрагата. Дали е основан или не, тоа треба да го прашате судот. Јас сметам дека е основано одреден. Се работи за едно многу сериозно кривично дело со една обемна доказна постапка и истражна исто така. Право на секој да поднесе апликација до судот во Страсбург, само не верувам дека било кој суд за овако вид кривично дело би рекол дека 4 месеци притвор е предолг притвор. Продолжуваат разговорите меѓу власта и опозицијата за законот за јавно обвинителство со кој треба да се реши идниот статус на специјалното јавно обвинителство. Ова го потврди денеска владиниот портпарол Миле Бошњаковски, кој изјави дека материјалите што ги доставила ВМРО ДПМН за овој закон не се во согласно со европските процеси, поради што разговорите продолжуваат. Последната информација во однос на преговорите што ја имаме официјална е таа дека материјалите кои ги доставија ВМРО ДПМН до Министерството за правда, кое што е надлежно за преговорите, се целосно, односно не се во согласност со европските преговори. Така што разговорите продолжуваат понатаму. Клучните реформски закони беа донесени од мај 2018 до март годината во областа на правосудството и човековите права. Сепак остануваат негативните забелешки за каснено поправните домови и затворите, особено за заштитата на осудениците и забележано е дека граѓаните имаат најмала доверба во судството. Но според извештајот на Хелсиншки институтот за европска политика, реформите се на хартија, а за имплементација што допрва следи, има само декларативна волја за менување на одредени состојби. Граѓанскиот сектор може да помогне во процесот на преговорите со Европската унија, но не и да го води. Товарот мора да го носи јавната администрација, за која во моментот клучен проблем е партизацијата. Ова е ставот на представниците на НВО секторот, откако минатата недела министерот Манчевски побара помош затоа што владата немала доволно капацитет и ресурси за преговори со ЕУ. Искуството од другите земји покажуваат дека
јадрото на кој што ги води преговорите мора да биде всушност од администрацијата, бидејќи преговори ќе траат долго. Не може да се очекува дека граѓанскиот сектор ќе биде оној круцијален фактор во поминување на тој процес. Пред се треба да постои надградување на капацитетите во државната администрација. А тоа не може да се случи доколку и понатаму постои партизација на државната администрација. На одитот нацрт извештајот во сенка за поглавието 23 покажуваат дека генерално има напредок. Во делот на правосудството е забележено дека се усвоени клучни реформски закони, законот за судовите за судскиот совет, но засега недостасува нивна имплементација. Во врска со СЈО пак е потребно побрзо регулирање на неговиот статус. Фокусот на земите членки е како ќе се задржи независноста на специјалното јавно обвинителство и како ќе се вгради во системот на јавното обвинителство во Република Македонија. Клучните земји членки во ЕУ очекуваат напредок во однос на ова до одлуката во јуни. Се нотира напредок и во делот на човековите права, особено со носењето на законите за спречување на дискриминација и за спречување на бременост. Забелешки пак има за условите во затворите за ЛГБТ правата и за ромите кои не можат да ги остварат основните човекови права. Иако е забележано зголемување на јавната свест за говорот на омраза во 2018 година споредено со претходната 2017, регистрирано е одвојување на делата кои се сторени од омраза, а дури 60% од нив се етнички мотивирани. Гостин во дневникот е Симонида Кацарска, директорка на Институтот за европски политики. Добро дојдовте. Добро вечер. А денеска имавте панел, еден на кој се обидовте направите повеќе невладини организации, го следите тој процес реформски кој е неопходен за да се добие зелено светло за почеток на преговори. Па, која е анализата? Ние денеска заедно со нашите чинители од институциите го дискутиравме извештајот во сенка кој што го работиме заедно со Хелсинскиот комитет за поглавието 23, односно правосудство и човекови права, што во голема мера ги опфаќа критериумите кои што беа поставени минатата година на Советот на Европската унија во јуни. Во однос на клучните наоди, всушност на позитивната страна ги нотираме секако инклузивното носење на законите за судови и законот за судски совет, кој што Инклузивно во смисла на тоа дека се вклучени различни во смисла на тоа субјекти. дека работата на тие закони траеше доста долго, при што беа вклучени голем број начинители од професионалните здруженија, од граѓанските организации и воедно овие закони, особено законот за судови, беше целосно усогласен со Венецијанската комисија, што како што знаеме во нашиот контекст не е честопати случај. Истото е во голема мера и случај со законот за судскиот совет, во кој што се вградуваат последните забелешки од Венецијанската комисија во, како што чувме денеска, во трето читање, што значи дека овие закони всушност ќе го имаат поминато ќе го имаат добиено зелено светло од Венецијанската комисија, што не е лесно, бидејќи Венецијанската комисија честопати нема јасни правила, нема јасни стандарди по кои се води и на земите членки, на земите кои што и се обраќаат да направат еден добар систем. Меѓутоа, како што споменав, и овие два закони се уште чекаат подпис, едниот е во собраниска процедура, законот за судови чека подпис од претседателот, што значи дека допрва ќе ја видиме нивната имплементација која што ни предстои. Добро, СЈО е секако важен услов за да се добијат преговорите, односно решавање на статутот на СЈО или законот за јавното обвинителство. Сем тој закон, што друго недостасува за да се пополни оној список кој е неопходен да биде доставен до Европската комисија за да се добие некаков извештај кој ќе препорача почеток на преговори? СЈО, јас си го споменав во мојата изјава, тоа беше следната точка, она што го очекуваме секако до јуни. И ќе беше идеално сценарио да дел од овие закони беа донесени порано, за да можевме да покажеме и некое досие на имплементација на истите. Тоа го имаме, например, во Законот за спречување и борба против корупција, во кој што се избра новата комисија и, како што чувме и денеска, веќе ќе има, до јуни ќе има некое досие на тоа што истата работи. Она што го во однос на човековите права го очекуваме, всушност е чекорите во однос на подобрување на ситуацијата во затворите, иако тоа се системски прашања кои што веќе доста долго траат. Законот за заштита од дискриминација беше донесен
и истиот е еден од кој што ќе биде очекуваме дека ќе биде Фали нова исклучително комисија поздравен. за Меѓутоа повторно спречување на и дискриминација. тој чека подпис и истиот нема да биде веројатно нема да доживее никаква имплементација пред Практично не може да се установи на кој начин се спроведуваат, не може, значи ние спроведувањето на истите не може да го што барем тоа го констатира Европската комисија, секогаш се критикува начинот на кој се имплементираат законите. Јасно. Значи, земјите членки кои што особено земјите членки кои што имаат забелешки очекуваат да видат како овие нови законски решенија ќе функционираат во пракса. Какво е вашето мислење, дали може да се добие датум за преговори во јуни? Видете, слушаме тоа е дел од политичката дебата и така јуни е натаму. многу специфичен. Значи јуни е специфичен бидејќи изборите за Европскиот парламент се на 23 мај. Објавувањето на извештајот на Европската комисија е поместено за 29 мај, кога чувме и дека ќе има состанок со канцеларката Меркел и председателот Макрон со земјите од Западниот Балкан. И до 21 јуни, кога е всушност самитот на ЕУ, се креира еден неверојатен временски теснец во кој што е прашање дали дел од земјите кои што имаат јасни процедури, како што е например Германија, ќе може да ја поминат таа одлука во нивните матични парламенти. Во Бундестагот е прашање минатата година дали беше временски теснец 2 месеци, дали може да се донесе таа одлука, сега е прашање на 20 дена. Не е неверојатно да овој временски теснец креира проблем за јуни, меѓутоа од она што ние го слушаме, барем она што може да го очекуваме, дека Европската комисија и пораките кои што ги испрега комесарот Хан е дека несомнено таму ќе има повторно препорака за почеток на преговори. Дали ќе се најде модул во кој што ќе се дискутира ова прашање во јули на Советот за општи работи или пак во септември, доколку јуни не биде случај поради причините кои што ги споменав или можеби поради тоа што земјите членки нема да може да најдат консензус на тоа дали сме ги исполниле доволно критериумите. Мислам дека од нашата перспектива треба да бидеме спремни на веројатно на јули или на септември, меѓутоа ако ја погледнеме временскиот, ако погледнеме назад времето во кое што сме го чекале, доколку тие се гарантирани, мислам дека сепак треба да бидеме малку реални. Симонида, да ве прашам, Манчевски со една изјава околу тоа дека нема доволен капацитет во администрацијата за преговори предизвика многу реакции на полемика во јавноста. Како ја толкувате вие таа изјава? Како повик до вас, до невладините, граѓанскиот сектор да се приклучите во процесот или? Видете, јас од она што го видов изјавата гласи дека министерот е загрижен поради капацитетите на за преговори. Тоа беше претолкувано на многу начини во граѓанските здруженија, бизнисите и така натаму експертската јавност, дека сите имаат место во преговорите. Меѓутоа, несомнено е од искуството на останатите земји кои што пристапуваат дека и според мене дека примарно е креирањето на едно јадро во рамките на администрацијата која што треба да ги води преговорите, особено имајќи во предвид дека тие траат доста долго. Кои се искуствата на другите земји од Источна Европа кои преговара, во која мера се вклучува граѓанскиот сектор во тој процес? Ако погледнеме на источното проширување, тоа веќе не е многу релевантно за нас, за новите земји членки кои што пристапија 2004, односно 2007 година, бидејќи кај нив имаше и многу централизирани модели, како што например беше Унгарија. Меѓутоа, од друга страна пак тој модел овозможува да ви се движат документите и да се движат одлуките многу брзо. Ние, како што преговара, например, во моментот и Србија и Црна Гора, има различни модели на вклученост, меѓутоа мора да бидеме свесни дека колку повеќе чинители вклучуваме и колку повеќе го правиме транспарентен процесот, постои ризик дека истиот ќе биде бавен. Секако, владата изрази спремност дека ќе ги вклучи граѓанските организации и сите чинители, меѓутоа се уште гледаме дека концептот и таа институционална структура, како и начинот на кој што ќе се движат тие документи е се уште под разговор. Ние се уште јасна институционална структура не сме виделе. И навраќајќи се на она што го споменав, на владата е да го најде тој баланс помеѓу вклучување на сите чинители, меѓутоа и обезбедување на функционалност во процесот. Она што е многу значајно е дека ние се уште не сме виделе како ќе биде собранието вклучено во овие процеси, а покрај со сета почетна позицијата во која што јас седам како граѓанска организација, собранието исто така треба да го најде пред нас своето место во системот. Симонида Кацарска, ви благодарам што сте гостин во Дневникот. Благодарам и на вас.
Продолжуваме со останатите содржини. Министерството за образование информира дека преземаат активности за да се откријат причините за случајот со интернет играта во Битолското училиште, откако деца, користејќи ги предизвиците Синиот кит и Момо, се повредиле. Психолозите алармираат дека виртуелниот свет има опции, додека реалниот има само еден живот. Интернет предизвиците Синиот кит и Момо ги обседнаа битолчани. Опција за 50 предизвици што секојдневно им нанесуваат повреди на самите играчи, а последната задача од земање на животот. Со вакви предизвици се само повредиле 4 ученици од Битолското училиште Коле Канински. Психологот Миријана Јовановска-Стојановска алармира дека децата треба да ја сватат разликата меѓу виртуелниот свет и реалниот живот. Човечкото тело е создадено да функционира добро ако оптимално го одржуваме, али ако го повредиме и ако направиме поголема штета, дека тоа ќе престане да функционира. Така да тие деца треба да бидат соочени со реалноста на нашето биолошко постоење и да им се помогне да ги раздвојат двата света, светот на фантазијата и светот на реалноста. Оно што се случува во фантазијата е убаво како приказна, ама дека тоа не се живее. Влијанието на семејството, имитацијата, како и послушноста на децата, според психологот Вера Цуракова, можат да бидат дел од причини за самоповредување. Желбата на другите, тоа значи родители, луѓе кои што се движат околу нив, значи таа желба на другите ги доживува како наредба. Веројатно, овде станува збор за послушни деца, кои што го доживеалат тоа барење како потреба на другите, а тие го доживуваат како наредба и потреба да го извршат. Министерството за образование соопшти дека преземаат активности за утврдување на причините. Училиштата се задолжени да го подигнат степенот на внимателност и интеракција со учениците, како и преку интернет комуникациите. Апелираат родителите на учениците да бидат внимателни. Полицијата веќе го документирала случајот со битолските ученици. Истрагата треба да открие кој ги поттикнал на самоповредување. А група бегалци и мигранти се обиделе да се качат на товарен воз што се обраќал од Солун до Идомени, што се наоѓа на границата со Северна Македонија. Машиновозачот ја известил полицијата дека во вагоните нелегално се качиле група мигранти и бегалци, пошто го запрел возот во близина на Солун. Кога пристигнала полицијата, лицата што биле во вагоните веднаш побегнале. Без вакцинација нема училиште. Ниту едно дете нема да биде примено во градинките и училиштата доколку не е вакцинирано, вели министерот за здравство Венко Филипче. По ваквата одлука пак Министерството за образование е повоздржано, посочувајќи дека според уставот образованието е задолжително и дека во наредниот период ќе даваат препораки за задолжителна вакцинација. Без примени вакцини ниту едно дете нема да може да се запише во мај на училиште, посочи министерот за здравство Венко Филипче по прогласувањето на епидемија на морбили. Според министерот, волјата на родителот не може да биде посилна од правото на детето да биде здраво, а при тоа не може со една индивидуална постапка да се загрозува и колективното здравје. Забраната се носи повекувајќи се на одлуки на Уставниот суд, кој претходно одлучувал по преставки на родители во 2014 и 2015 година, изјави министерот Венко Филипче. Таа мултисекторска група ги разгледуваше сите важечки закони и дојдовме на заклучок дека има позитивна законска регулатива и покрај една контрадикторност во законот за задолжително основно образование, во кое што тоа е задолжително за секој дете, меѓутоа има јасно и многу прецизно дефинирани членови во Законот за здравствена заштита, Законот за заштита на население од заразни болести, во правилниците за имунизација, кај што таа обавезна, дека децата мора да се вакцинираат. Ке повторам, како што многу пати до сега потенциравме, ниту едно дете нема да биде примено во градинка и во училиште невакцинирано. Од друга страна пак од Министерството за образование ќе се фокусираат на давање препораки за вакцинација, но не смеат училиштата да не ги примат првачињата и да ги враќаат од часови веќе запишаните деца, бидејќи основното образование е задолжително. За 3,5 месеци од појавата на мали сипаници заболеле приближно 1000 лица. Комисијата за заразни болести прогласи епидемија на ниво на цела држава,
Од сега нема прием на невакцинирани деца во градинка. Сите здравствени работници и негувателки во градинките ќе мора да бидат вакцинирани, а донесена е мерка со која е предложено да се намали возраста за вакцинирањето од 12 на 6 месеци. Од лица 11.919 деца до 14 годишна возраст само во Скопје, а во преостанатиот дел од државата бројот на вакцинирани деца до 14 години е 7.542. Денеска беше одбележан светскиот ден на хемофилијата. Асоциацијата за заштита на лица со хемофилија велат дека секојдневно се борат со случаи на дискриминација и бараат подигнување на јавната свест со цел овие лица да бидат целосно прифатени во општеството. Здравствените власти велат дека изготвена е 10-годишна национална стратегија со која се детерминираат начините за рано откривање и третман на оваа болест. Дискриминирани луѓето кои боледуваат од хемофилија. Дете поради болест било одбиено да оди во градинка. Ако немало реакција на Асоциацијата на заштита на лицата со хемофилија, малиот Матеј немало да се дружи со врсниците. Бараат повеќе разговори со психолозите. Во училиштата кои велат дека им се потребни на децата заболени од хемофилија. Ова се дел од пречките на кои секојдневно им се спротивставува Асоциацијата. Свеста очекуваат дека еден ден ќе биде покрената кај граѓаните. Затоа и на плоштадот организираа собир. Имаме се уште проблем со вработување, со школа. Децата имаат проблем малце во школото. Психологот школски, мислам, би апелирала до психолозите школски да, каде што има деца со хемофилија и други ретки болести, да одвојат неделно, месечно време да разговараат за нив, пошто на нив им треба разговор. За да може да се вклопат во општество кога ќе кажат гласно дека јас имам хемофилија, другачи го гледаат, можда како деца, пошто они не знаат што е тоа. Можда би требало психолозите во училиштата повеќе да водат грижа за овие деца со разговор, не со друго, не бараме повеќе од нив. Се надевам дека таа национална комисија и дека држава ќе најде начин да објавување на тендери веќе нема, да се набавува на другачи начин тој фактор, пошто минатата година каснеше цела година. Дечињата велат дека веќе се навикнати на редовна терапија. Дали често се повредуваш? Па понекогаш. Како се манифестира тоа? Што се случува кога ќе се повредиш? Па примам фактор. Татко ме живее како хемофиличар, кога некогаш како променливо е времето, ќе го заболе или грбот или коленото. И мајка ми му буцка. Заболените од хемофилија имаат поголем ризик од обичен удар да предизвикаат дополнителни компликации. Здравството, образованието, како и социјалната политика, според Сдруженијето треба да ги земат во предвид препораките за нивно подобро функционирање. Проектот за социјална инклузија и економско зајакнување на младите дава резултати. Повеќе од 300.000 млади невработени ја искористиле можноста со субвенции да започнат своји бизниси. Агенцијата за вработување најавува над 1 милион денари поддршка за отворање бизниси за заинтересираните. Младиот магистер по економски науки Елена Ангеловска, откако по 2-годишна потрага по работа во својата струка, сватила дека може многу повеќе да придонесе, доколку своето хоби го притвори во бизнис, ја користи шансата преку проектот социјална инклузија и економско зајакнување и отвора салон за убавина. Работејќи неколку години како хоби, решив да се одделам од мојата професија, да кажам училишна на некој начин, и да основам свој бизнис за маникири, педикири, нели конкретно, но во иднина се надевам дека ќе се прошири многу повеќе. На сите им препорачувам во таа насока која што сакаат да се одлучат да работат, мора тоа претходно добро да го истражат, пазарот да го истражат, таргет групата да погодат, за да може да бизнисот да им успее. Еден живот, една љубов е напишано на чаша, а веднаш до нив изложен е рачен накид. Се ова е направено од млади луѓе. Минатата година преку проектот спроведен само во ресурсниот центар во Скопската општина Газибаба. Тој е поддржан од фондацијата Херман Майнер и СОС Детско село. Доделуваме грант за субвенции
преку 1000 евра, каде што ќе можат младите преку своите бизнес идеи да ги реализираат токму во нашата земја. Целта е на нивните креативни идеи да им излеземе во пресред, да останат во Република Македонија и понатаму да можат да го реализираат. Тоа ќе го правиме се со цел да и во наредниот период како целна група и таргет преку ресурсниот центар приближно околу 380 млади до 29 години кои што се невработени, за да можеме да ги мотивираме да направат своја бизнес идеја, за да можат исто да реализираат во општина Газибева, во ресурсниот центар, каде што имаат свои ментори. Преку овој проект успеавме да поддржиме 335 млади луѓе, од кои што 130 се вработија, а 56 од нив отворија свој сопствени бизниси. Овој проект сметам дека е еден позитивен пример како со еден сеопфатен пристап, со една добра соработка со сите релевантни чинители на оваа проблематика може да се постигне успех и може да им се помогне на оние млади луѓе, посебно маргинализирани групи кои што се во големи социјални ризици, да добијат еднакви можности на пазарот на труд. Младите активно учествуваат во реализација на активните мерки и политики за вработување, во услугите на Агенцијата за вработување, со тоа што од таа причина рекорден буџет имаме оваа година од 1,1 милијарда денари и опфатот на корисници е зголемен за 2000 лица повеќе, односно околу 8500 лица ќе бидат вклучени во активните мерки и политики за вработување преку Агенцијата за вработување со поддржани со буџетски средства. Ваквиот проект преку кој младите ќе можат да се самовработат во иднина ќе се спроведе на целата територија на државава. Говорот на омраза се почесто присутен во изборната кампања. Граѓанскиот сектор апелира да престане неказнивоста. Во меѓувреме обвинителството потврди дека повело постапка за заканите кон Дик Искажаниот поддржувач на СДСМ. Жестоки последните денови од председателската трка. Посебна комисија во основното јавно обвинителство формирана за случаи поврзани со изборни нерегуларности ги регистрирала и постапува по заканите од поддржувачи на СДСМ кон членовите на Државната изборна комисија. Случајот е документиран од страна на Комисијата за изборните нерегуларности. Таа води постапки во рамки на нејзините надлежности во насока на расчистување на случајот. Потврдија за 1 ТВ. Алармот на обвинителството го вклучи гостиварецот кој синоќа на трибина на СДСМ јавно се закани до членовите на ДИК. Тоа молам да се преземе мерка за тие што е горе во ДИК. Ја не знам, треба се налети, вика ќе појда дури там. Не може жив човек да го избрише од список. И да им појдеш. Ето. И да им појдеш, зашто да не? Био те пал со пистол, не за нешто друго. Еве, ја тоа кажувам. Тоа ли е? Ајде. Не. Добро, значи да привршуваме. Опозицијата го препиша инцидентот на владеачката СДСМ. Нервозата кај Заев и Пендаровски од неминовниот изборен пораз е се поочигледна. Активисти на власта се закануваат дека со пиштоли ќе влезат во ДИК јавно пред камери, а Стево Пендаровски молчи. Скандалозно е однесувањето на власта која соочена со пораз губи контрола. Пендаровски и Заев знаат дека губат и затоа и се закануваат. Соопшти ВМРО ДПМНЕ. Сепак ова не е прва закана до ДИК, изјавил председателот Оливер Дерковски за дел од медиумите. Тој реагираше и на социјалните мрежи каде саркастично напиша дека го чекаа да дојде тој со пиштолот. Организацијата Цивил на институциите им порачува дека мора да престане неказнивоста за говорот на омраза, кој според нивниот извештај е силно присутен во кампањата и јавната комуникација во изборен контекст. Дел од председателските кандидати се служат со прикриен, но неретко и отворен говор на омраза. Тоа најчесто се забележува во јавните настапи на кандидатката Гордана Силјановска-Давкова и една од навивачките групи е директно вклучена во кампањата со експлицитен и екстремен говор на омраза. Се работи за навивачката група Комити, иако маргинални, групите што се представуваат под називите Бојкотирам и Христијанско братство се служат со жесток говор на омраза и во 2 случаи се отворени закани за ликвидација на премиерот Зоран Заев. Забележува Цивил. Дополнително, нивниот извештај наведува дека безбројни се пораките и коментарите на социјалните мрежи кои содржат вулгарни, груби и радикални изрази кои представуваат експлицитен говор на омраза.
Државната комисија за спречување корупција ќе поднесе прекршочни пријави против градоначалниците на Штип и на Газибаба, Благој Бочварски и Борис Георгиевски. На денешната седница комисијата ги прифати преговорите на ВМРО ДПМН дека и двајцата го прекршиле изборниот законник и законот за спречување на корупција и судир на интереси. Покрај овие, ДКСК покрена уште 2 постапки по сопствена иницијатива. Приговорот за Бочварски се однесува на дистрибуција на дрва за огрев на 2 социјално загрозени семејства. Во приговорот се наведува дека од страна на општината Штип и нејзиниот градоначалник, а многу веројатно, цитирам, согласно приговорот, свесно или несвесно подпомогната и од Македонија пат Македонски шуми и противпожарната единица Штип, е сторена повреда на членот 8а став 1 алинеја 3 од изборниот законник, како и член 34 став 1 точка 2 од Законот за спречување корупција и судирни интереси. Антикорупцијска делумно го прифати приговорот на ВМРО ДПМН кој се однесува на општината Газибаба и нејзиниот градоначалник Борис Георгиевски. Во време кога биле распишани изборите, тврдат од опозицијската партија, општината распишала јавен оглас за ангажирање на Агенција за обезбедување, која ќе ги обезбедува сите 11 училишта во општината и 2 градинки, а на сметка на општина Газибаба. Но Државната комисија за спречување корупција утврди дека издвоените пари за оваа намена биле претходно предвидени во годишниот план на општината. Сепак, според комисијата, спорно е соопштението објавено за настанот од страна на општината, кое потоа било објавено во неколку медиуми, зашто и ќе се иницира прекршочната. Комисија за спречување на корупција отвори уште 2 постапки, но по сопствена иницијатива. Со првата иницијатива антикорупцијска ќе истражува дали Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на 14 април годинава законски исплатило 27 милиони евра на 26.776 тутунопроизводители за реколтат од 2018 година. Антикорупцијската комисија денеска одлучи да поднесе прекршочна пријава и против раководните луѓе во Агенцијата за финансиската поддршка на земјоделскиот и руралниот развој, затоа што исплатила безмалку 1,3 милиони евра на 2048 лозари за откуп на винското грозје. Со оглед на фактот што крајниот рок за почеток на исплата на средствата е февруари 2019 година, во кој период не се извршени исплати, од страна на агенцијата не беа доставени докази со кои ќе се оправда неопходноста, итноста или друг вид неодложност за исплата на оваа помош во изберен период. Антикорупцијска ќе утврдува и точноста на информацијата објавена во неколку портали дека раководителот на одделението за хортикултура Јово Темелковски во јавното предпријатие Водовод и канализација во време на изборна кампања се појавил на работа со мајца од претседателскиот кандидат Стево Пендаровски. А сега да видиме што правеа денеска кандидатите за претседател на државата. Стево Пендаровски на средба со жителите во Кратово побара поддршка на 21 април, бидејќи концептот за напредок носи сигурна иднина на државата, ги отвора перспективите на младите и подобрување на стандардот на граѓаните. Овој пат, рече Пендаровски, ќе победиме, бидејќи мнозинството граѓани го поддржува овој концепт. Да се биде член на Европската Унија е нашата трајна стратешка цел. Според најавите на плоштадот Слобода во Штип ќе се одржи централниот настан, граѓански митинг, каде обраќање ќе имаат заедничкиот кандидат за председател Стево Пендаровски и председателот на СДСМ Зоран Заев. Кандидатот за председател на Република Северна Македонија Гордана Силјановска-Давкова оствари средби со граѓани и средби со мали и средни бизниси и дуќанџии. Со нив разговарала за, како што велат, економската состојба и се потешкиот живот. Силјановска остварила и неформални средби со граѓани во паркот Ѓорче Петров, каде што се разговарало за градежната експанзија во Ѓорче Петров на сметка на парковите и зеленилото. Блерим Река, кој е поддржан од Алијансата на албанците и Беса, на средби со граѓани ја продолжува изборната кампања. Вчера својата изборна програма ја представи од врата на врата во Скопската општина Чаир. Тој во средбите со граѓаните истакнува дека концептот за република за сите со право на сите ќе им донесе подобар живот на чаирчани. Франција ќе ги покани архитектите од целиот свет да учествуваат во обновата на кулата и покривот на катедралата Нотр Дам. Изјави денеска премиерот Едуард Филип. Францускиот премиер соопшти дека се уште не е завршена проценката на штетата и не е утврдена цената за работата околу обновување на катедралата.
Оган и вода, двата елементи што ја разорија Нотр-Дам, оставија тажна гледка на парискиот пейзаж, за што сведочат последните фотографии и снимки од дрон. Претседателот Емануел Макрон порача дека катедралата ќе биде обновена, поубава отколку што беше. Ние сме градителски народ, имаме многу за обновување, затоа ќе обновиме катедралата Нотр-Дам, уште поубава и посакувам тоа да биде завршено за 5 години. Длабоко верувам дека оваа катастрофа ќе не сближи. Со молитвени песни и свеки во рацете, 24 часа по пожарот, парижани, млади и стари, излегоа на булеварот Сен Мишел да му оддадат почит на ова парче француска историја и уметност. Организаторите побараа катедралата да биде реставрирана во полн сјај. Ова е чудо, уште стои. Стара е 8 векови, поминала низ многу трагедии и уште стои. Тоа мора да е знак оваа света недела. Компании и милиардери веќе ветија речиси милиарда евра за обновата. Макрон сака таа да биде завршена до Олимпијадата во 2024, но експертите предупредуваат дека може да трае со децении. Меѓу 10 и 15 години звучи разумно. Слушнав дека еден министер зборува за 3-4 години, но тоа не е реалистично. Бидејќи пред да почне реставрацијата, прво треба да се обезбеди местото, што е многу работа. Ке треба да се постави скелет со покривка за да се заштити катедралата, која остана без покрив. Дигитална реплика на катедралата од 2015-та, направена со лазерско мапирање со прецизност од 5 мм, дава надеж дека Нотр-Дам ќе биде реставрирана и заедно со мапите од играта Assassin's Creed може да се покаже клучна во напорите за обновување. Мапирањето беше голем и долгогодишен потфат, кој добина важност особено по пожарот во Нотр-Дам, каков што им се има случано на многу готски цркви низ годините. Во огнот се урна покривот на славната копиеста кула, експертите се уште не успеале да ја проценат целата штета. Снимки на внатрешноста од дрон покажаа дека барем една од розетите го преживеала пожарот. Органата од 18 век не изгорела, но не се знае дали е оштетена. Околу 80% од артефактите и реликвиите се спасени и пренесени во Лувр. Пожарникарите за само 15 до 30 минути успеале да ја спасат главната структура, а уште толку било потребно да се урне целата. Во опасност да се урне над нив, морале да го пратат пожарникарот робот Колосус, кој имал клучна улога во спасувањето. Истрагата засега смета дека се работи за несреќен случај и невнимание. Испрашани се работниците кои го поставиле скелето од кое што почнал пожарот, а нивниот работодавач изјави дека ниеден од нив не бил на местото во времето на несреќата. За причините за ова катастрофа која се случи во културното наследство, како и за штетата од пожарот, пред малку во отвореното студио разговарав со амбасадорот на Франција во Македонија, господинот Кристијан Тимоние. Интервјуто може да го погледнете на вебсајтот на 1 ТВ или на пејџот на Facebook. Шведската тинејџерка Грета Тунберг, која ги поттикна протестите на младите против глобалното затоплување, ги повика европските лидери да дејствуваат и да ја зачуваат планетата, исто како што ветија дека ќе ја обноват опожарената париска катедрала Нотр-Дам. I want you to act as if the house was on fire. I have said those words before, and a lot of people has explained why that is a bad idea. A great number of politicians have told me that panic never leads to anything good. And I agree. To panic unless you have to is a terrible idea. But when your house is on fire and you want to keep your house from burning to the ground, then that does require some level of panic. We are in the midst of the 6th mass extinction, and the extinction rate is up to 10,000 times faster than what is considered normal, with up to 200 species becoming extinct every single day. Erosion of fertile topsoil, deforestation of our great forests, toxic air pollution, loss of insects and wildlife, the acidification of our oceans. These are all disastrous trends being accelerated by a way of life that we, here in our financially fortunate part of the world, see as our right to simply carry on. А сега да видиме што има и друго ново во светот.
Почина поранешниот председател на Перу кој се застрела пред да биде уапсен поради обвиненија за корупција. Активисти за климатски промени се залепија со супер лепак на неколку локации во Лондон во обид да направат блокада во градот. Студенти од Италија се обвинети дека предизвикале голем шумски пожар во регионот Комо и треба да платат 13,5 милиони евра казна. Поранешниот председател на Перу, Алан Гарсија, се застрела откако полицијата дошла пред неговата врата за да го уапси поради обвинение за корупција. Истрагата утврдила дека тој примал подкуп од бразилска градежна компанија за време на својот втор мандат. Од самата компанија признаваат дека за мито исплатиле над 30 милиони долари. Неколку активисти кои се борат против климатските промени беа уапсени во Лондон откако се залепија со супер лепак за воз во обид да направат блокада во градот. Тие претходно најавија дека ќе се залепат за возови за да ги спречат да работат со цел да го привлечат вниманието на штетата која човештвото ја направило на животот на земјата. Британските медиуми пишуваат и дека дел од активистите се залепиле и пред домот на лидерот на лабористите Джереми Корбин. Овој вид на протести се случуваат уште од понеделникот, кога беа блокирани повеќе улици. Во протестите беа уапсени повеќе од 300 лица. Европската комисија представи листа со производи од сад на кои би можело да бидат воведени царини. На листата се наоѓаат производи како кетчап, рачни чанти и конзоли за компјутерски игри. Европската унија на овој начин сака да се реваншира за последиците кои ги трпи поради субвенции што би требало да ги добие американскиот производител на авиони Боинг. Со неравноправноста во конкурентската битка која ќе настане, европскиот концерн Airbus би трпел штети од 12 милиарди долари годишно, проценува Европската унија. Двајца студенти од Италија се обвинети дека предизвикале голем шумски пожар во регионот Комо и треба да платат 13,5 милиони евра казна. Момчињата на 22 годишна возраст на 30 декември запалиле скара во викенд куќа, кога наеднаш избувнал пожар. Тие сметаат дека со оваа сума се ставени во улога на жртвени јагнења, бидејќи досега немало толку висока казна. Велат дека веднаш ги известиле пожарникарите и дале се од себе за да го изгаснат пожарот. Во продолжение следуваат и вестите од спортот. Вечерва со нас е колегата Сладјан Ивковиќ. Сладјан, повели. Така е, добро вечер. Не ве интересира вечерва што е најважно? Или ќе слушнеме во блокот? Да, Лига шампиони, така? Токму така. Но и имаме супер позитивна вест и од кошарката. МЗТ Скопје веќе на чекор до враќање во регионалната елитна АБА лига. Добри сме. Затоа нели веднаш по краткиот джингл.